Кои се административните обврски за пријавување на приход кои го остваруваат од издавање на стамбен и деловен простор, стапката на данок и даночните ослободувања? Обуки на оваа тема се одржаа денеска од Управата за јавни приходи со лица кои се таргетирани дека издаваат под закуп движен и недвижен имот. За секој остварен приход по основ на издавање под закуп на движен и недвижен имот, во рок од 15 дена од денот кога е остварен тој приход, секој граѓанин ќе треба да пополни ваква контативно даночна пријава. Истата може да се подигне од нашите даночни канцеларии или електронски преку нашата веб страна. Исто така околу самото пополнување нејасноти може слободно секој граѓанин да се обрати во нашите служби. Истата може да се поднесе непосредно во хартиена форма, а оние кои што се регистрирани на ЕТАКС системот на Управата за јавни приходи, исто така можат да ги доставуваат ваквите пријави и по електронски пат. По однос на другите административни обврски, спомнав дека секој граѓанин кој што остварил приход поголем од 1 милион денари ќе мора да и е во обврска да поднесе и даночна пријава за регистрација за данокот на додадена вредност. УЈП преку донесените даночни пријави прави база на податоци за тоа кој се издава имот, но имаат и законски овластувања да направат увид. Персоналниот данок на доход кога закуподавач и закупопримач се физички лица го плаќа закуподавачот. Ако закупопримач е пак правно лице, тогаш тој ги снесува трошоците. Оние граѓани кои нема навремено да ги исполнат обврските, ќе има соодветни санкции со кои ќе се соочат, а се движат од 100 до 200 евра.